Јелена Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Првиот од пациентите кои се лекуваат во странство попладниво се врати во Македонија. Претходно 12 пациенти од домашните болници беа пуштени на домашно лекување. Министерот за здравство вели дека е влошена состојбата на неколку критични пациенти кои се уште се лекуваат во странство. Даниел Василев го има последниот преслик. Кои се деталите? Добро вечер, Маријан. Некаде околу 17 часот и 30 минути во Скопје пред клиниката за токсикологија пристигна Дарко Стојанов, првиот од 115 повредени во големата трагедија во Кочани кои што беа на лекување во странство. Со ова практично и почнува репатриацијата на пациентите кои што беа на лекување во здравствени установи ширум Европа. Инаку тој беше пречекан од двајцата министри за здравство и за надворешна трговија и надворешни работи, Арбен Таравари, Тимчо Муцунски, како и членови на медицинскиот персонал во клиниката за токсикологија. Во продолжение предлагам да видиме дел од атмосферата за тоа како изгледаше неговото враќање. Што те гледам вака добар. Добре дојде дома. Дарко ќе биде задржан најмалку 24 часа на клиниката за токсикологија со оглед на тоа што лекарите ќе мора да му направат одредени истражувања за неговата здравствена состојба пред да го пуштат на домашно лекување. Меѓутоа, она што е важно е дека тој од Белград се врати со подобрена општа клиничка слика. За тоа што во моментот прават докторите со него, слушаме од директорот на клиниката за токсикологија. Денес ни се врати еден пациент од Србија, од Белград, во сосема подобрена општа клиничка состојба и извесен период, неколку часа или можеби до утре, пациентот ќе биде обсервиран на Универзитетската клиника за токсикологија. Во моментот се прават некои клинички исследувања, тој е прегледан, во сосема добра состојба е, со добри клинички параметри. Ќе направиме некои наши исследувања за да бидеме сигурни дека можеме да го пуштиме дома да си оди кај семејството. Протоколите за враќање на пациентите се усвоени. Здравствените установи надвор од Македонија ќе има 72 часа пред да ги пуштат пациентите, ќе ги известат здравствените власти тука за тие да можат да се подготват и да ги примат назад. Меѓутоа сето ова ќе оди преку Министерството за надворешни работи, а деталите за ова слушаме од двајцата министри. Секој пациент кој што се враќа во земјата, минимум 24 часа ќе биде следен од клиниката кај што ќе биде триажиран. Конкретно пациентот ќе биде на клиниката за токсикологија, потоа докторите тука и конзилиумот на лекари ќе одлучат како понатаму. Дали треба да се испрати во друга клиника, дали треба тука да продолжи со лекување или може да се пушти во домашни услови. Јас се надевам дека идните денови очекуваме и други пациенти да ни се враќаат и посакувам да сите 115 да ни се вратат живи и здрави во Македонија и да продолжат да живеат нормално. Протоколот кој што е подготвен од страна на Министерството за здравство е испратен преку нашите дипломатски конзуларни представништва во болниците каде што се сместени овие пациенти. Како што каже и Министерот за здравство, имаме најави дека ќе продолжи постепено враќање на пациентите кои што се веројатно би можело тоа се класифицира во најдобра здравствена состојба од тие кои што се надвор од државата, но не би прејудицирале сега точно затоа што тоа е процес кој што е динамичен и кој што пред се е базиран врз основа на одлуки на стручните медицински лица надвор од државата и стручните медицински лица кои што ги имаме тука во држава. Да, благодарам Даниел Василев со деталите за здравствената состојба на повредените. Проширена истрага за трагедијата во Кочани, претреси се вршат и во други објекти на истиот газда на дискотеката, а во полициска станица повикани членови на неговото семејство.
Сопругата и ќерката на газдата на кочанскиот клуб Пулс од вчера се во полициска станица во Скопје. Како што дознава Сител, од нив се одземени 5 телефони и документација важна за истрагата. Неофицијално тие се сомничат дека ја подигнале фалсификуваната лиценца од Министерството за економија. Од МВР потврдуваат дека превземаат серија мерки, но не откриваат детали. Извршени се претреси на 5 локации во Кочани и Скопје, при кои се одземени дополнителни електронски уреди и други докази за кои се издадени наредби за вештачење. Извршени се распити на лица кои би можеле да имаат определени сознанија, велат од МВР. Слично соопштение испрати и обвинителството. Во текот на денот јавното обвинителство ќе издаде наредба и до Управата за финансиска полиција за превземање определени дејства поврзани со материјалното работење на повеќе правни субјекти, осомничените и други лица, се вели во нивното соопштение. Како што дознава Сител, полицијата од утрово врши претреси во друг објект сопственост на газдата на клубот Пулс, а се врши претреси во просториите на Државниот пазарен инспекторат во Кочани. За пожарот во Пулс официјално досега 34 лица се во притвор. Александар Спасовски, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски вели дека сензитивноста на ситуацијата налага да биде сопрена постапката за разрешување на државниот обвинител. Тој бил задоволен од координираното постапување на обвинителството и МВР. Премиерот Мицкоски дава шанса на државниот обвинител Коцевски. Постапката за негово разрешување се запира, бидејќи обвинителството покажало резултат во расветлувањето на пожарот во Кочани. Во овој момент, имајќи предвид чувствителната ситуација во општеството, планираме таа постапка да ја застанеме таму каде што се наоѓа, затоа што цениме дека обвинителите кои што работат посебно на случајот кој што се случи во Кочани, треба да работат и да сработат, да им дадеме шанса да сработат. Јас кога кажав дека сме задоволни, впрочем можев да видам дека постои една заедничка акција и работа помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, кое што резултираше со 34 обезбедени лица кои што имаат и најмал сомнеш за поврзаност со овој случај. Предлогот за разрешување на Коцевски е веќе во Советот на јавни обвинители и ќе се разгледува на утрешната седница. Оттаму за Сител велат дека немаат известување за сопирање на постапката, а законот ги обврзувал да го разгледаат предлогот за разрешување. Во меѓувреме Мицкоски го охрабрува обвинителството да преиспита и други несреќи од минатото. Ке треба сега да видиме, да почекаме јавното обвинителство дали има амбиција и тука да констатира некои неправилности од минатото и дали би можело, можеби, повторно тие случаи да ги преразгледа, па да видиме дали на вистина сме сите за правда или таа правда треба да биде селективна. Да видиме дали на вистина таа правда некогаш е добиена или таа правда била селективна. По трагедијата во Кочани, граѓаните побараа правда и за пожарот во Тетовската модуларна болница и автобуската несреќа кај Ласкарци, кои по 6 години немаат судска разрешница. Повторно отворање на овие случаи најави и премиерот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Речиси 800.000 евра тежи тендерот за кој се осомничени поранешни раководни лица во државни патишта на чело со екс-директорот Еју Простеми. Ги чувале вработените во ЈПДП само една смена, а управителот на фирмата си наплаќал како да го прави тоа 24/7. Обвинителството бара притвор за управителот на фирмата за обезбедување Хичево Джемал Билбиловски, бидејќи се сомничи дека го оштетил буџетот на ЈПДП за скоро 47 милиони денари, односно злоупотребил сделка која ја добил на јавен тендер. Станува збор за договор за јавна набавка склучен на 8.8.22 година, со кој осомничениот управител на Агенцијата за обезбедување се обврзал 2 години да врши континуирано физичко обезбедување 24/7 на сите 14 наплатни станици на јавното претпријатие за државни патишта. Иако согласно потпишаниот договор бил должен, не се придружувал кон обврската и за целиот период од договорот, вршил само делумно физичко обезбедување, најчесто само во прва смена, а на договорниот орган фактурирал услуги како да било вршено 24/7 физичко обезбедување за целиот период на договорот
тендерот, се до неговото раскинување, стои во соопштението на обвинителството. Злоупотребата на тендерот не ја направил сам, за уште четворица се бара мерки на предпазливост. Уопсен и поранешниот директор на предпријатието ЕЮ Простеми, еден од подписниците на договорот и двајца надлежни за контрола на реализацијата. Станува збор за Дритон Зибери и ЕЮ Плјатифи, двајцата кои се уште се во списокот на вработени во ЈПДП. Тогашниот директор на јавното предпријатие бил должен да се грижи за законитоста во работата и примената на прописите, статутот и другите акти, како и да врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите, но не ја извршил таа должност и го пропуштил должниот надзор над носителот на јавната набавка, иако знаел дека физичкото обезбедување се врши само делумно. Таквите контроли не ги вршеле во целост и иако знаеле дека обезбедувањето се извршува само делумно, најчесто во прва смена, ги потпишувале барањата за одобрение за плаќање. За нив се води постапка за кривични дела кои опфаќаат злоупотреба на службена положба и овластување и фалсификување службени исправи. Притпор се бара за Билбиловски, управител на фирмата за обезбедување и мерки на предпазливост за останатите осомничени вработени во ЈПДП. Актуелниот директор на ЈПДП Коца Трајановски на функција стапува на почетокот на јули 24 година, а според информациите кои Сител ги обезбеди, истиот овој договор месец дена подоцна е раскинат поточно на 16.8.24 година. Габриела Лескова, Сител телевизија. Владата дава рок на фирмите кои не исполнуваат услови за работа да ги останат неправилностите во така наречениот мораториум за време на кој нема да работат и нема да бидат казнувани. Суштината е сите оние кои што доставиле документи, а не ги исполнуваат, согласно ворениот инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат да ги исполнат условите. И државата ќе треба да има одреден период со кој што тие објекти кои што изминативе повеќе од 3 децении биле градени или да кажам крадени, треба да ги исправиме ние како влада и ќе го направиме. Од предшколска возраст, преку пензионерски домови, преку училиште и така натаму и така натаму. Со други зборови, кога се граделе или реновирале, во суштина се краделе. Тоа е суштината. И затоа менува кривичен законник со европско знаме, затоа што знае дека доаѓа влада која што има намера да работи, а тие кои што ја краделе државата и граѓаните да ги казнува и ние тоа ќе го правиме. Пријавата за исполнување на минимални технички услови за вршење угостителска дејност пред да биде доставена како попратен документ во барањето за лиценцата, ќе треба да има потврда за незината веродостојност од Државниот пазарен инспекторијат. Над 400 градежни фирми остануваат без лиценца по акцијата на Министерството за транспорт. На 73 правни лица за А изведувачи на градба, 228 Б изведувачи на градба, 9 А надзор на градба, 32 Б надзор на градба, 32 А проектирање, 78 Б проектирање, 7 Б ревизија на проектна документација, 3 А ревизија на проектна документација, 2 правни лица за управително одржување на објекти, 2 правни лица управител на градба и 13 правни лица за изработување на детални урбанистички планови. Не е целта да казнуваме, целта е компаниите кои што самите доброволно се согласиле на условите кои што ги предвидува законот, континуирано да ги исполнуваат истите, затоа што феноменот е дека во моментот на поднесување на барање ги исполнуваат условите, а потоа престануваат да ги исполнуваат. Во дел на квалитетна изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Не сакам да се створи погрешно мислење, нити паника. За секоја компанија посебно ќе се постапува и како ќе има информации ќе биде известена јавноста. Не треба се создава паника кај граѓаните затоа што ќе одиме случај по случај, но ред мора да има. Тоа е крајот на овие вести. Ви благодарам на довербата, имајте пријатна вечер.